Ке посекам добар ден и добре дојде на мојот денешен гости во студиото Јусуф Лјатифи, председател на Сдруженијето на кумановски акцијаши. Добар ден и добро ни дојдовте во студиото. Добро ви најдов. Ке имаме повод за голем разговор, велам голем, поради тоа што имавте повеќе активности во изминатиот период. Знаеме дека последната ваша активност беше во рамки на проектот Зелено Куманово, која што се одржа акција за чистење и засадување на нови садници на спомен Костурница. Па вака, дали е најпаметно да започнеме од последното нешто што го сработивте или да започнеме од програмата што ја донесовте за заштита на животната средина во месецот јануари? Може. Последната акција може. Така. Кога се одвиваше акцијата, кој се беше вклучен во истата, значи кој даде свој придонес, со кого најмногу соработуваат кумановски акцијаши и од кого најмногу добиваат волонтерска помош? Видите, ние на 25 февруари во координација и соработка со општината Куманово, градоначалникот на општината Куманово, господин Максим Димитриевски, јавното предпријатие Чистота и зеленило и извиничкиот одред Скаут се договоривме да организираме акција за пошумување на локалитетот споменик Костурница во рамки на нашиот проект глобален проект Зелено Куманово, инаку во оној дел кој ние го викаме ревитализација на комплексот споменик Костурница. Така. Сведоци сме дека некако спомен Костурница, иако е многу блиску до центарот на градот, некако делува запоставено. Не само што делува запоставено, ние токму на оваа акција со градоначалникот извршивме увид на состојбата и можам да кажам дека констатација дека споменик Костурница полека, но сигурно пропаѓа. Тоа е вашата оценка? Тоа е нашата оценка сигурно, затоа што кога ќе се качите горе на самото плато каде што е споменикот, ќе се види дека земјиштето е легнато многу. Така да во огледно време може да дојде и до рушење на оној столб за споменикот што е подкопане видно. Така да сите надлежни институции од државата ќе морат малку повеќе внимание да му посветат на овој објект. Објект кој е наша цел, буквално, за тоа што ние уште од март месец 2017 интензивно работиме на уредување на просторот на споменик Костурница. Имено ние во текот на 2017 година на тој комплекс изведовме 13 акции во расчистување на диви депони. Мислевме дека тоа го решивме, меѓутоа на самата акција на 25 кога отидовме таму, видовме дека има уште нови депони во самата Борова шума, каде што јасно нешто ни кажува дека еколошката свест кај нашите сограѓани е на многу ниско ниво, или како што умеам да кажам, свеста постои, но не е активна. Од ваша страна беа засадени и садници. Тоа беше всушност донација од јавното предпријатие Чистота и зеленило. Да, точно. Мада не би кажал донација, затоа што во Куманово постои еден триаголник кој успешно функционира уште од 2016 година, а тоа е заедничко организирање на активности помеѓу општината Куманово, јавното предпријатие Чиста зеленила и кумановски акцијаши. Направивме тој триаголник заради тоа што видовме дека ако сакате успешно реализирање на одредени активности, овие два соработника се многу битни. Нормално. И куриозитет е тоа што ние уште од 2016 година буквално сите еколошки проекти што ги имаме направено во Куманово се направени во соработка со општината и со јавното предпријатие. Така, до сега, значи говоривме за последната ваша акција, која што е во рамки на проектот Зелено Куманово, се одржа на 25 јануари на спомен Костурница Куманово. Да се навратиме сега поназад,
од вашата друга акција која што ве бележи одбележување и кај нас во Радио Браво? Па да видите, ние пред донесувањето на програмата за заштита и унапредување на животна средина за 2018 година, изработена од нашиот сектор за заштита на животна средина, извршивме консултации со локалната самоуправа за тоа што најголем дел на активности се зависни од заедничката соработка, така да прво предходеше консултација со општината, па склучување на меморандум за соработка во областа на заштита на животна средина и општа констатација од сите актери кои ќе бидат во самата таа наша програма за оваа година е дека програмата ги исполнува сите критериуми и опфаќа добар дел на едукацијата. Така, вие ја донесовте и вашата програма за заштита на животната средина во месецот јануари. Вака накусто ќе можеме ли да презентираме што се состои во таа програма? Да, па видите, планирано е како прва мерка е отворање на еколошко-информативен центар. Центар во чии рамки ќе функционира зелен телефон и граѓанска екопатрола. Принципот на работа е што преку тој зелен телефон граѓаните ќе можат да ги пријават сите аномалии, со оглед дека мораме да бидеме внимателни околу пренесувањето на вести до належните органи. Граѓанската еколошка патрола ќе се движи низ Куманово и сите тие пријави од граѓаните на лице место ќе ги проверува, се составува записник и по службена линија ние ги информираме надлежните органи како да има појава на нова депонија, загадување на реките и така натаму. Мислам дека до сега вакво нешто не функционираше во Куманово. Во овој стил не. Меѓутоа, ние ова го имавме во поранешниот младински центар за еколошко-хуманитарни истражувања Јавор. Јас го водев во тоа време. Тоа беше период 94-96 година. 2 години функционираше дежурен зелен телефон во рамки на проектот Quo Vadis Цивилизација. И имаме искуство кое вели дека граѓаните умеат да забележат се, мада во тоа време актуелно беше расипување на гориво нафта во Татариновац, така да тоа беше шверцот во тоа време, што видно и... И најчесто пријавите беа околу тие работи. Да. Но сега од минатата година на нашата страница и телефон граѓаните се јавуваат со предлози. Има доста квалитетни предлози, мада има и оној дел кој само е критизирски настроен или предлага треба да дојдете таму. Ние кумановски акцијаши ќе дојдеме на секој позив. Меѓутоа, граѓаните од таа средина ќе мора сами да се организират и да не поканат. Точно. Треба и тие да земат нешто во нивни раци и вие да помогнете со здружени сили за да се реши проблемот. Па да, сега видите, со цел да ја анимираме јавноста, во рамки на нашата програма е активноста Волонтирај еколошки. Програма, оствари активност со која се предвидува секоја сабота да се анимират граѓаните и да се организират еколошки акции на локација која тие сами ќе ја определат, значи може нивната средина да биде, не морално да кажеме ние од кумановски акцији ќе кажеме ќе има акција таму и таму, туку самите граѓани преку еколошкиот информативен центар ги пријавуваат локациите со тоа што кумановски акцијаши гарантират дека на секоја акција припадници на еколошки акцијаци ќе бидат на таа локација. За ова година се предвидени такви акции 44,
А со оглед дека имаме утврдена динамика до 31 март 2021 година, значи планирани се 167 акции. Тоа е импозантна бројка, која дополнително се дополнува со меѓународната волонтерска еколошка работна акција која планираме за јули месец, 14 дена ќе биде, на која ќе учествуваат 26 општини од 13 земји од Балканот плюс Бразил. Одлично. Ке споменавте пред малку за потпишаниот меморандум, склучениот меморандум со општина Куманово за меѓусебна соработка. Тоа веќе го и реализирате. Но споменавме и дека набрзо ќе дојде до склучување на меморандум со општина Старо Нагоричане. Каков е тој поглед, во што ќе се оди најмногу и за што ќе служи тој меморандум? Па да видите, тоа е практично договор за соработка со локалните заедници во областа на животната средина, заштита, унапредување, значи планирање на активности на уредување на јавни површини, за акции за пошумување на голини. Општината Старо Нагоричане има многу територија која бара пошумување и пошумување. Така да чисто техничка работа е, очекуваме наредната недела со градоначалничката на Старо Нагоричане да се сретнеме и да го склучиме тој договор. Инаку потоа следи и склучување на меморандум со општина Липково, така да го направиме тој, да го заокружиме фактички делот на поранешната територија на општина Куманово, каде што кумановски акцијаши ќе добијат практично простор за делување на површина од 1212 км квадратни и ќе можеме со заеднички сили многу да поработиме на унапредувањето на животната средина. Воопшто на Старо Нагоричане во план е изградба на локален пат до манастирот Карпино, пошумување на Зебрњак, пошто тоа е под нивна територија. Заедно со музејот ќе видиме за Кокино обсерваторијата, центарот на Асново и Пелинце. Воопшто на Липково планираме просторно уредување на двете брани и сакаме да отвориме еден центар за едукација на млади волонтери. Тоа ќе видиме со Министерството за труд и социјална политика во детското одмаралиште бившо во Матејче, каде што размислуваме да покренеме една голема акција на обнова на шумскиот фонд на Скопска Црна Гора, затоа што факт е дека некаде после действијата од 2001 година шумата ни е срозана тотално. Така да има доста простор оголен и бара обнова. Многу работа пред вас, многу задачи кои што сте си ги зацртале. Ви посакувам навистина реализација на се она што го посакавте и на се она што го планирате. Уште вака за крај, каква е соработката со Министерството за животна средина? Со представниците на Министерството во Куманово, некогаш ви треба и помош од нивна страна. Велам, со нивните представници во Куманово имаме соработка во смисла на договарање, консултирање, координирање. Еве сега заедно со представникот на Министерството во Куманово планираме голема акција за пошумување за 21 март. Некој вика денот на екологија, меѓутоа апсолутно не е точно, тоа не е ден на екологија. Ние го одбележуваме како ден на шумите. Тоа е меѓународен ден на шумите и еден предвестник на пролета. Така. И некој со нив ја планираме таа акција и имаме исто така голема акција за 1 април, денот на работните акции.
Одлично. Ви посакувам многу успех, многу акции и завршени работи. Се надевам дека со вашата работа ќе ја развиете и еколошката свест да проработи кај граѓаните. Секако, ако ми дозволите само минутка, во рамки на програмата токму во насока на формирањето на еколошката свест имаме уште две новини додадени, тоа е екосемејство, каде што ќе се следи активноста на семејствата во уредувањето на нивниот двор, ако е стамбена зграда на балконот, тараса, селектирање на овој отпад, значи секој месец ќе бидат прогласувани најдобрите и еко-работилници кои ќе стартува од септември месец во сите основни училишта во Куманово, се надеваме и во Старо Нагоричане и во Липково, каде што со младите еколози и волонтери од тие училишта, во текот на една учебна година ќе бидат организирани 40 активности во училиштето и 40 активности на терен. Така да уште од самата рана фаза младите почнат да живеат со она поента дека треба да се грижиме за сопствената средина. Така е. Ви благодарам за разговорот и ви посакувам убав ден. Мола.